Почитувани, навистина е огромно задоволство што денес, заедно со премиерот Ковачевски и директорот Морати, директорот на Агенцијата за вработување, сме присутни во една компанија која што е брзо растечка и која што работи на примена на алгоритми за вештачка интелигенција, за работа со големи податоци, машинско учење и обработка на природни јазици Magix, и честитки до основачката на компанијата, Катерина Здравева, и со посетата во оваа компанија всушност се уверивме во добрите резултати и успешноста на мерките и политиките за вработување, всушност во делот на мерката за самовработување. Компанијата на Катерина Здравевска веќе четврта година поред успешно работи и покажува успех во изминатите години. Денес има вработено 10 луѓе во компанијата, користат консултантски услуги уште од 5 консултанти и меѓународна соработка со компании од странство. Реализацијата на оперативниот план за вработување за 2021 година покажа дека најголем интерес постои кај мерката обука за развој на дигитални вештини, во која што во 2021 година беа вклучени 400 невработени лица, како и мерката за самовработување, која што има реализација од 100%. Успешната работа на оваа компанија и средбата денес со овие млади луѓе кои што се дел од компанијата, навистина како влада, како министерство ни дава уште поголем поттик да креираме нови политики и мерки со кои ќе зголемиме вработливоста кај младите луѓе. И во новиот оперативен план за 2022 година продолжуваме со креирање на активни политики и програми за вработување, бидејќи искуството покажа дека младите со стекнатите вештини преку овие програми и мерки за вработување всушност се враќаат на пазарот на трудот многу поконкурентни. Следејќи ги веќе стекнатите искуства со реализацијата на новиот оперативен план за 2022 година, одвоивме рекорден буџет од 1 милиарда 730 милиони денари, односно 28 милиони евра, што значи повеќе за 200 милиони денари одвоивме во буџетот за новиот оперативен план за 2022 за разлика од оперативниот план од изминатата година кој што изнесуваше 1,5 милиарди денари. Како влада и како Министерство за труд и социјална политика, заедно со Агенцијата за вработување, продолжуваме да креираме мерки со цел зголемување на вработливоста и отварање на нови работни места согласно потребите на пазарот на труд. Благодарам.